Се трошело на скапи телефони и айфони, на електрични тротинети, на роденденски забави во игротеки, на одржување облека, на репрезентации по познати прилепски ресторани, а впишувани на контото од болничката кујна. Се фактурирале високи фиктивни фактури на една иста фирма за поправка на ѕидови, косење трева, чистење килими, дезинфекција, па се до трошоци за едукација на медицински сестри, а со кои едукации ниту една сестра од болницата не е запозната. Имало и фиктивни транспорти на име службени патувања, па плаќања за семинари во странство, а последователно се пишували и прекувремени сати, селективно, на повеќе исти лица, за што се одлевале огромни суми пари, кои биле коригирани за да не бидат видливи во пресметките на платата. Ова се само мал дел од сомнежите за недомајкинското работење на претходното раководство во Прилепската болница, која денес е во катастрофална состојба со долг од над 3 милиони евра и блокирана сметка, обелодени актуелниот ВД директор на оваа здравствена установа. Морам со големо жалење да истакнам дека наследивме огромен долг. Врските кои ги има ЈЗВ Општа болница со проширена дејност по разни основи изнесуваат речиси 193 милиони денари. Парични обврски според извршените решенија изнесуваат 18 милиони денари, а според нотарски платни налози изнесуваат 25 милиони денари. Или само по овие два основи имаме повеќе од 40 милиони денари. За сите овие, но и за уште многу други сомнежи кои се затекнати во болницата, веќе се известени и сите надлежни органи. Па така, веќе 2 недели претходното работење на болницата го чешла и полицијата. Започната е масовна истрага од надлежните органи и дека ќе ги опфати сите оние кои се огрешиле пред закон. Зашто се надеваме ќе следува и одговорност. Според болничкиот менаџмент, во моментов се вложуваат максимални напори споразумно со добавувачите, некои од веќе пристасаните обврски да бидат одложени, а некои да се плаќаат на рати со единствена цел веќе од наредниот месец сметката да биде одблокирана, но и да не се трупаат нови извршителски трошоци. За сега во однос на болничките услуги, со ресурсите што ги има на располагање, болницата и покрај ваквите незавидни услови функционира непречено, уверуваат надлежните.